6 професори од Кочани добија казни заради отстапки во оценките од дневникот и оние од екстерното тестирање. Наспроти тие, 50 наставници пак се во групата на наградени, а тоа значи дека оценките на учениците во дневникот се идентични со оние на екстерното оценување. Со оглед на малиот број казнати наставници, приговори до училишните одбори во Кочани нема, што не е случај со останатите училишта во другите градови од Источна Македонија. За општина Кочани има некаде околу 5-6 казнети, односно на листата на оние наставници кои што имат најголем отклон од оние оценки кои ги ставале во учениците во училиштата, што значи дека тие за нив ќе има казни, така е предвидено, а некаде околу 50 на наставници се во групата на оние наставници кои што треба да бидат наградени. Во Кочани нема казнети наставници и од интерните оценувања, како што е случај со другите градови, каде што тие казни предизвикаа приговори до училишните одбори. Интерните комисии во склоп на нашите основни средни училишта одлично си ја извршија својата работа, односно постапија според правилникот за интерно оценување. Така што немаше апсолутно никакви реперкусии негативни по наставниците, за разлика од други општини, каде тамошните комисии направиле превид и работеле по некој сосема друг правилник, кој што било од минатите учебни години и од тие причини настанаа проблеми. Така голем дел од наставниците кои што беа ставени на листите како наставници кои што треба да бидат казнати, всушност не било поради нивен пропуст при работата, туку поради пропуст на самата комисија, на самите комисии во училиштата кои што работеле по друг правилник. Екстерното оценување продолжува и оваа година согласно Законот за основно и средно образование. Министерството за образование и наука се изјасни дека ќе работи во насока на докомплетирање на самата регулатива со цел аномалиите кои се детектирани во одредени области да бидат минимизирани или отстранети во следните циклуси на одвивање на проектот.